33 американски држави ја тужат Мета, која е сопственичка на Facebook и Instagram, за наводна штета на менталното и физичкото здравје на децата од платформите за социјалните медиуми. Настојувајќи да го зајакне профитот, Мета постојано ја заведува јавноста за суштинските опасности од незините производи, ги сокри начините на кои Instagram и Facebook ги искористуваат и манипулираат со најранливите потрошувачи, тинејџерите и децата. Адвокатот Метју Бергман поднесе претходни случаи на сајбер малтретирање на социјалните мрежи, кои сега се дел од тужбата меѓу повеќе држави. Тој вели дека платформите на социјалните медиуми се опасни за младите помалку поради нивната содржина, а повеќе поради начинот на кој се дизајнирани да промовираат зависност. Алгоритмите се експлицитно дизајнирани да го максимизираат ангажманот на корисниците, да не им дава на децата она што сакаат да го видат, туку да им го дадат она од кое не можат да го оттргнат погледот. Тоа ги продолжува на материјал што не го бараат, што ги тера да го мразат начинот на кој излегуваат, да ги мразат своите тела и ги поттикнуваат на ризично однесување. Од своја страна, Мета вели дека нуди околу 30 алатки и ресурси за да им помогне на тинејџерите да ја заштитат својата приватност и благосостојба, вклучително и заштитата од несакан контакт. Кога возрастен ќе се обиде да испрати порака до тинејџер што не го следи, ќе види известување со кое ќе знае дека испраќањето пораки на тинејџерот не е опција. Критичарите велат дека гигантот на социјалните мрежи би можел да направи повеќе, но избира да не го стори тоа. А последиците на крајот ги чувствуваат сите, дури оние што работеле во Мета. Мојата 14-годишна керка се приклучи на Инстаграм. Таа и нејзините пријатели почнаа да имаат лоши искуства, вклучително и повторени несакани сексуални вознемирувања. Таа ги пријави овие инциденти во компанијата, но оттаму не направија ништо. Не сите истражувања ја поддржуваат наводната корелација помеѓу платформите на социјалните медиуми и оштетувањето на менталното здравје на младите луѓе, вели Линда Чармаман од коледжот Велсли. Постојат студии кои покажуваат дека има придобивки од користењето на социјалните медиуми, а исто така има и студии кои покажуваат дека нема никаква поврзаност помеѓу вашата благосостојба и употребата на социјалните мрежи. Чармаман вели дека нејзиното истражување со млади луѓе покажува дека тие сакаат поголем избор кога станува збор за онлайн искуства. Тие знаеа дека постојат овие алгоритми кои се обидуваат да го привлечат нивното внимание без разлика на се. Сака да го обучат алгоритмот. Тие не сакаа да кажат ослободете се од алгоритмот, напротив, сакаа да кажат знаете што, сакаме да бидете сигурни дека ќе ми го покажете она што сакаме да го видиме. Во посебна правна постапка, Мета ја тужи Федералната трговска комисија за да го спречи повторното отварање на спогодбата за приватност од 2020 година, која вклучуваше Мета да плати $5 милиарди казни за кршење на приватноста. Федералната агенција вели дека Мета не успеала целосно да се усогласи со таа спогодба и бара промени во договорот со кој се забранува да профитира од податоците собрани од корисниците на возраст под 18 години.